Здраво, ова е 230-тото издание на Видеологија со Златко Јелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Penultimate на Jonas Kerup Hjort, во кој станува збор за водоводен инспектор, глумен од Јоен Хојерслев, кој што оди до една огромна зграда, со цел да ги добие цифрите на броилото, меѓутоа, штом ќе влезе во внатрешноста, нема да може да излезе од кавкијанскиот лабиринт низ кој ќе се движи, во обид да најде смисла на постоењето, односно вода, во сувата зграда. Уште на прв поглед овој филм се издвојува од останатите апсурдни и абстрактни филмови на денешницата, според неговата препознатлива визуализација, која што ја наметнува својата доминантна улога наспроти структуралното чинодејствие. Филмот е поделен во 4 поглавја, осмислени во даден аспект, секој од нив да опфаќа своевидна фаза од животот, од раѓањето и соочувањето со светот, потоа осознавањето на можноста за лажење и за обиколување на вистината, за да се отвори можноста за хедонистичко задоволување на сетилата и телесните потреби, завршувајќи со поглавие во кое дефетистички се предава ликот на судбоносната агонија на безнадежност. Инспекторот постојано налетува на затворени врати во оваа первертирана лиса во замокот на Кавка, кој што ќе подлегне на собствен процес во епилогот, кој само го екстензивира кавкијанскиот безизлез и институционалниот апсурд со кој треба да се соочи ликот, кој што завршува со една жена од внатрешноста, исклучиво поради чинителот што таа наводно е запознаена со собственикот на зградата. Инспекторот, означен како беззначајниот чиновник од делата на Франц, постојано е следен од близнаците кои се вчудо невидениот поглед на гледачот однатре делото, кој бутно ја следи секоја негова пукнатина на здравиот разум, во процесот на препуштање на екзистенционалната агонија, што всушност представува суштествувањето на творбата, односно измачувањето кое е последица на самиот процес на постоењето во животот кој не нуди одговори, туку прашања, налик конверзацијата со немото момче кое постојано го запрашува толкачот за значењето за екзистирањето, а одговорите можеби се кријат, а можеби и не во бескрајните коридори на зградата. Јонас уште од краткиот филм In a Month, кој што ја преиспитуваше бекетовата димензија на исчекувањето, си поигруваше со концепцијата на менталитетот на стадо, односно на групацијата на ликови, толпа која делува како засебен лик, подвиг кој деломно е застапен и во предпоследниот, во обликот на поротата на судењето. За поставеноста на ликовите во ова бизарно и неодгатливо милје може да се бара своевидна оправданост во театарот на апсурдот и делата на самиот Бекет, кој, иако имаа поголем удел во обликувањето на краткиот филм, се проминентни и во долгометражното издание како негов конститутивен чинител за доловување на абсурдната поставеност на ликовите и нивната накршена диалошка конотација, дисонанца при нарушен смисловен проток на семантичката јаснотија на исказите со оглед на тоа што ликовите представуваат олицетворенија на емоционалните состојби со кои што се соочува ликот во текот на животот, именители кои се отелотворени чисти емоции, како гневот, љубомората, сомнежот, напатот за неговото себеспознание, односно откривањето на извориштето на смислата на екзистенцијата, што само по себе е прилично висок концепт за деби филм, кој се граничи со претенциозност, доколку нема легитимна потпора во зацртаниот дострел и досег. Цикличноста на пропаста е загарантирана на структурално рамниште, меѓутоа, волуменозноста на објектот и продорот низ маглата до него сведочат за минускулноста на човекот визави бетонското здание од првиот кадар од прологот при пристигнувањето на ликот во зградата или од епилогот. Насреде потентниот микс на конфузија, ентропија и очеј, Јонас го зачинува делото со хумореска, вметнувајќи комични секвенции од провиненцијата на црниот хумор, поигрувајќи си со потребите на обесеникот, како и невозможноста за отклучување на вратите, хумор кој што е погоден за зголемување на очудувањето на секој кадар, за пофалба и струполувањето на кулата вавилонска и обезглавувањето кое предимчи на кулминацијата во прав и руини. Несомнено дека визуализацијата е најсилниот адот на ова дебитанско долгометражно остварување на Јонас, кое веќе е
профилирано со јасна и детерминирана композиција на секој кадар, од воведниот широк план и долгиот белатаровски кадар до фиксираната камера во интериерите со минималистичките зумирања и доли движења, образувајќи таблоа кои неизбежно е да наликуваат на абсурдните дела од естетизираната баналност на Рој Андерсон, што се должи на постулатите на зацртаната визуелна естетика која Јонас го водела заедно со кинематограферот на неговите филмови Јакоб Софусен. Тие го кадрираат делото во ригидниот 1.33 наспроти 1 аспект на снимање, дополнително засилувајќи ја постоечката клаустрофобија, која ја изискуваат бетонските затворски ќели во кои престојува ликот, кој не може да излезе од нив, но и во екстериерите дава дополнителен застрашувачки стравопочит на оваа непробијна тврдина. Секој кадар е прекрасна слика во која се исцртува композицијата со помош на насоченоста на дифузираното светло во мрачнината и темничавоста на бескрајните ходници со десатурирани безживотни бои. Самиот режисер го монтира ова дело и нема да ја пропуштам оваа можност да ги посочам опасностите од монтирањето на сопствената творба, ако не се знае на каков завршен продукт се цели, што не е случајот со овој филм, затоа што на Јонас сосема јасно му е дека овој филм бара одмерен, спорадичен ритам, кој што во статичните долги кадри од гледачот ќе бара да се инволвира во продлабочувањето на смислата на погледнатото, односно да резонира и да соработува со погледнатиот материјал и да заживее заедно со инспекторот во интериерите без излез. Тоа значи дека добиеното темпо на кое се цели нема да биде померка на голем број на гледачи кои не го разбираат јазикот на спориот филм, туку бараат брзи и кратки резови, што не е случај со ова контемплативно и медитативно дело. Музиката на филмот има за цел да ја зголеми од чуденоста, па затоа самиот скор се помешува со звучниот дизајн на Ларс Халворсен, кој што на почетокот на делото се состои од репетитивни звуци на птица, за да биде надополнет со повремени атонални звучни изблици на крици и останати звучни издишки на ноти, со кои се засекува густата атмосфера и загадочниот амбиент. Режисерот Јонас Керуп Хјорт има работено неколку кратки играни филмови во различен манир, факултетски задолженија во кои е во потрага по сопствениот маниризам, па затоа во фуриозниот Дарденовски 7 снима на рака, во Бред работи со неискажливата грижа на совест на младиот протагонист, ги истражува жанровските канони со антагонистот во Асмодеус и можностите на долгиот кадар во 22.2015, меѓутоа првото стилско доближување до кадрирањето кое го добиваме од него денес, може да го забележиме во краткиот филм од 2017 година и на Манф, кај што комуната која полудува од гледањето во месечината, будното око во небото, додека Бекетовски го чека ветениот човек да се пробие низ темнината, представува тест за The Pen Ultimate и на визуелно рамниште во играта со светлото и сенките во просторот, но и во наметнувањето на заумната атмосфера и ирационалниот дискурс кои само се интензивирани конститутивни начела на предпоследниот. Како што цивилизацијата беше пресликана во хоризонталниот затвор на подвижниот воз на Бонг Јун Хо во Snowpiercer, или пак невозможен беше ескапизмот од вертикалните затвори во The Platform на Галдер Газет Урутија, за кој ви говоре во видеологија. Такво олицетворение на меѓучовечкиот сооднос во општеството представува и предпоследниот на Јонас, кога на тоа ќе се додадат гномите на кавкијанската предложка, театарот на абсурд и Андерсоновата визуализација, доаѓаме до легитимното прашање колку од филмот представува сурогат на добро завршена домашна работа на формулаично омажирање на еминентните великани, а колку е своерачен потписот, односно каде се крие диференцијацијата на стилскиот јазик на Јонас во мноштвото на артистички референци. Данскиот филм ја имаше својата премиера на Tallinn Black Nights, а потоа играше и во Хонг Конг, Тајпеј, Монклер, Трансилванија, кај што беше селектиран и номиниран, но не освојуваше награди, а јас имав можност да го погледнам на овогодишното издание на Филозофски филмски фестивал. Бизарен и спорадичен филм во кој што гледачот низ ригидниот аспект на снимање и очудувачката атмосфера сведочи на екзистенцијалното себеизмачување низ кое што поминува протагонистот во потрага по водомер, военовно бетонско здание, кое штом го привлече во внатрешноста својот кавкијански лавиринт, нема да посака да го ослободи, додека не ја пронајде смислата на животот која се крие во капката вода. Живот без патокас, ходник без излез, зграда без собственик и ананас, кој што на крајот на денот е само ананас и ништо повеќе.
Ако морам да го евалуирам, тогаш The Penultimate од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 230-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!